Dinemi i mora тоа е резултатот. Денеска се боривме како да ни е последен надпревар. Ја многу сакам сите екипа Македонија. Тоа е успех на сите нас. Тоа е успех на клубот, на ракометот, тоа е успех на Македонија. Вечерва над кале, судбината се крои и надежта во нас во зелено се бои, а времето само тука како да стои. Кога игра Кометал се рушат планини и силен оган гори од наши молитви. Шампионе, ајде победи. Кометал шампионе, играј ти за нас. Кометал шампионе, в срце те носам јас. Кометал шампионе, сакаме победа. Тебе знај, те бодри цела Македонија. Јуначко срце во наши гради бие, за ова парче земја играјте вие за победа, ако треба и ке се гине. Играј ти со срце, носи победа за нас и комити ке пеат песни цела ног на глас. Многу сме јаки на мир и нема спас. И што берете изтрби, гроф никад не е био Циција. Македонија не е земја на снобови на грофови, но ние имаме еден македонски гроф-богородник. Го повикувам на сцена господинот Трифон Костовски да ви се обрати заедно со председателот Бојков и со капитенот госпоѓа Неца. Ми представува посебно задоволство што можам да денеска бидеме со ова чувство. Денеска сме 20 години на прекрасни моменти кои што никој пат нема да бидат заборавени. Жалам што меѓу нас ја нема Јурија. Жалам што меѓу нас ги нема и Лариса, Олга Бојанова, Тиму, и останатите ракометарки што дадоа свој принос во името на нашата титула. Убеден сум дека при 25 годишната прослава на оваа убава титула ќе умееме и ние да ги собереме меѓу нас. Тие се наше семејство. Нема каде да одат. Светот нивни и наше завршува туку во Скопје. Сакам за вас, младите девојка, кои што денеска ги добивате во ваше владини, сите освоени трофеи титули на Кометал Ѓорче Петров. Вашите витрини ќе ги красат тие убави настани и тие подвизи. Вам ви представува еден прекрасен предизвик да проложите по тие стапки. Јас сум убеден дека во следните неколку години ќе почнем да славиме со ваши титули од понов датум во кој што вие ќе го рекламирате и самите себе прво ќе рекламирате клубот и се рекламирате нашата татковина. Јас нема да должам повеќе, го отсапувам просторот на мојот школски дојување, кој што навистина даде еден силен принос за својите на Јас сам ја чекал На крају приče. Па што да кажам, јас не можам за толку кратко време дека за цела оваа епопеја на Ѓорче Петров и Кометал Ѓорче Петров можам и роман да напишам. Толку имам за кажување и пишување.
Prvo im se obratim na ove mladi rakometari kada im kažem jedna rabota za da ih motiviram. Когато преземахме водењето на клубот во 84-та, 5-та за мислеше година, бевме степен повисок од вашиот кај што сте сега. Ние бевме втора македонска лига, за неколку години влеземе во прва југословенска лига преку прва македонска, втора македонска и прва лига и распадот на Југославија се сочека токму во првата југословенска лига. Имавме визија, имавме љубов, имавме вложено многу труд во сето тоа, правевме и тогаш екипа. Отскочна даска за да се случи ова што се случи и денеска што го славиме беше после почнувањето на игрите во Лигата на шампионите и победата на Хипобанка во Скопје. Хипобанка беше 5 години непоразена во Европа, одегна како бомба во спортскиот свет во Европа. Трифун ја слушна таа вест и веднаш другиот ден преку посредници ми се јави, не знаејќи дека за кого се работи, кој е човек и јас не знаех која рече Трифун Костовски, дека тоа е мојот пуниот школските денови. И тоа беше отскочната даска, брзо на брзина направивме согласно договор без никакви услови, предуслови за спонзорирање и го добивме најдобриот спонзор во светот, од сите аспекти. И другари, пријател, може аплауз, да, заслужува. Не само поради тоа што стана спонзор со својата моќ и своите финансии, туку заради тоа што во клубот ја вложи сета своја љубов и енергија и душа и тој и неговата фамилија, толку брзо се инфицира од ракометот да мислам ако игравме на крај на светот, Трифун ќе се нацрташе таму да го гледаме превод. Никада немаше понатака пропуштена на клубот. Тоа беше отскочната даска и ја искористивме максимално. Веднаш амбицијата беше европски првак, напорна работа, убави луѓе дошли во клубот како играчи, и како луѓе, и како квалитетни играчи, и кои што навистина и душата и срцето го дава и на терен и вон терен, во правењето на атмосферата победничка во клубот. Сето тоа личеше на една прикладна, наистина. Направивме тоа што направивме, да не треба да ги повторуваме работите, сите го знаете. И кога ќе се запрашам како успеавме да водиме таков клуб со толку многу играчи, без ниеден ексцес во екипата и нити проблем, затоа што имавме многу добри, силни авторитети, како Нацева, како Костратович, кои што знаат да ги амортизираат работите. И тоа го мислам, никогаш не имавме никаков проблем. Го направивме тоа, нека биде тоа импулс и за млади генерации, стана импулс за женскиот ракомет во Македонија, бидејќи знаете што направи женската репрезентација понатака се видна во Европа, стана фактор во европскиот репрезентативен ракомет. И на моје големо задоволство, овие денеска дами, што беа девојчиња кои ги носели во клубот, многу од нив се одлучија својот животен и работен век да биде Скопје нивната дестинација на домашно живење, што за мене представува големо задоволство и сатисфакција, затоа што видов дека се многу омилени во државата, кај ќе се појават таа висина мега звезди. И голема благодарност до сите нив што за се што вложија во клубот, во работата во клубот. И им посакувам и на нив, се разбере на сите присутни, многу убави и радосни моменти и во животот и во спортот.
пријатели на Кометот Ѓорче Петров, почитувани медиуми, почитувани сегашни представници од клубот Ѓорче Петров, почитувани играчи на сегашниот тим Ѓорче Петров, почитувам собственик на тимот и почитувам председател. Задоволство ми е што можам денеска да ви се обратам на овој датум кој стана голем датум во нашите животи. Практично титула и датум кој ги промени нашите животи. Ни промени во смисла дека мораме да размислуваме како шампиони во се што ќе работиме во животот. Голем дел од нас го научија тоа и голем дел од нас останаа во спортот. Девојките што се тука, несебично своето искуство го даваат на младите генерации и вклучени се во спортските активности на многу ракометни клубови. Она што сакам да го истакнам е дека без поддршката на господинот Костовски, Вања Бојков, професорот Димитар, професорот Радич, немаше да се случи ова што, бидејќи сме млади кои не знаеа точно што треба да се направи. Но, поставувајќи ја пред себе целта да се стане европски шампион, ја наметна на нас и видовме дека ние реално можеме ова да го постигнеме. И се случи на 19 мај 2002 година, на еден ваков, овде многу видов луѓе кои беа тогаш во сала. На волку топол ден се случи дека ние леговме од карантинот на средноводно, леговме во сала и сето тоа понатаму беше историја. Практично кога ја изведов екипата по скалите од собликувална на терен, мирисаше на победа и велам, сега е денот кога треба да се освои титулата. Сега или никогаш, на нашето кале, во нашето Скопје, а потоа го прославивме на площадот и покрај тоа што врнеше 30.000 публика не пречекаа и го прославивме титулата европски шампион. Она што сакам да говорам. Моментот дека денеска господинот Костовски се одлучи континуитетот на спортските резултати да го префрли на клубот Ѓорче Петров, за мене е еден исклучително човечки, спортски, благороден чин. Чин кој треба да го сватиме дека на овие девојки, на организацијата на клубот, на управата, им е потребна поддршка и верувам дека моментот на ставањето на една звездичка на нивниот амблем ќе биде потик за сите нив, ќе биде потик за сите кои раководат клубот, за девојчињата во клубот, дека можеме, како што рече председателот, од ова ниво во кое сме сега со клубовите во женскиот ракомет да се издигнеме до пиедесталите и она што значи европски шампион. Ви благодарам многу за можноста, можеме уште многу да зборувам, многу емоции, навираат сеќавања, но би сакала денеска да се забавуваме и да си го прославиме денот, кој пак ќе речам, неверојатен импулс имаше на нашите животи. Ви благодарам уште еднаш. Ruša planini i silen ogan gori od naših molitvi šampion.